Денеска ќе збориме на една многу важна тема за која што знам дека многу од нашата публика ќе бидат заинтересирани, а тоа е како да се направи тело до лето. Денеска со нас е Сара Милевска, персонален женски тренер, која што исто така е на факултетот за физичко образование, спорт и здравје. Сара, добре дојде. Најпрво да ти се заблагодарам што не покани тука во твојата теретана и да те прашам за прво прашање како се чувствуваш денес? Добре дојдовте, Марија. Одлично се чувствувам. Денес времето е одлично, така да јас сум одлична. Какво е времето, така и јас. Ти како си? Јас сум одлично, фала ти многу на прашањето, да те прашам дали секогаш какво е времето, така се чувствуваш и ти? Да, буквално да. Поготово сега ни иде убаво време, така да јас сум уште порасположена. Да те прашам како за прво прашање, прашање кое што најмногу од публиката го очекува од нас е дали може да се постигне тело до лето, бидејќи еве имаме 2 месеци до почетокот на летото? Па се зависно, значи каква слика имаме за трансформацијата или што би постигнале, така да може да, но пак све зависи што сакаме. Мој предлог е што попрво, побрзо, значи да се почне во теретана, поради тоа што сепак според мене и дома може да се постигнат одлични резултати. Али сепак значи теретана си е теретана според мене, така да што побрзо би било добро да дојдат во теретана. Дали, бидејќи еве кажавме дека дома може да се постигне тело до лето, може да се постигне во теретана каде ќе имаме поголеми резултати? Па според мене во теретана. Може и таму, може и дома, но според мене теретана си е теретана. Значи јас моментално не ни држам тренинзи не за дома, за домашни услови, туку само стриктно за теретана. Тука имаме значи многу справи, многу помагала што се викна, значи имаме траки каде што ќе може дополнително доколку е целта нели слабење, дополнително да припомогнат со тежинскиот тренинг. Морам да те пофалам, значи вака кога ќе те видам тебе како изгледаш, автоматски ми даваш мотивација ја да почнам да вежбам. Благодарам, Марија, ти прекрасно изгледаш, те чекаме тука на тренинзи. Сакам да ми кажеш колку време ти требаше ти да го изградиш лично твоето тело? Искрено не знам точно. Јас почнав многу од мала, да речем, од мои 15 години. Почнав и имав многу фази, пример што сакав. Прво бев многу слаба, значи сакав да накачам мускулна маса. Ја накачив таа мускулна маса и сега сме во фаза на пак на чистење, дефиниција некоја, така да никогаш доста. Значи многу долго време вежбам, така да све зависи. Еве, би сакала да те прашам, има многу лица кои што се слаби, сакат да накачат маса. Да. Дали, например, е битна тука исхраната, исто како и тренингот, и дали може нешто дополнително да ми кажеш? Да, исхраната е исто така многу важна, значи поготово кај девојките, поготово што сакаат да накачат мускулна маса, храната е значи клучна. Мора да се биде во тој нели калориски суфицит, значи мора да се внесува повеќе од колку што се троши, да се работи со килажа, прогресивно зголемување на килажа, висок внес на протеини, така да мора се да биде значи како што треба, како и храна, така и тренинг. Еве да збориме малце подетално за храната. Која е таа храна каде што на пример може да се внесува повеќе калории, повеќе не знам што точно се внесува за да се накачи килажа? Најверојатно мислиш па тоа е калориски суфицит, како што кажав, значи таму во тој план да речеме, тој план на исхрана, значи треба сме во калориски суфицит, значи да внесуваме повеќе од колку што трошиме, додека пак во другата ситуација за намалување нели на килажа е калориски дефицит. Значи таму треба да внесуваме помалку од колку што трошиме, значи треба да трошиме повеќе. Така да тие што сакаат нели да зголемат на мускулна маса, морат да внесуваат повеќе и да работат нели со килажа, со тежини. Сара, дали можеш да ми објасниш која храна има повеќе калории, а која нема повеќе калории? Сепак треба да знаеме значи која храна е здрава, а која е нездрава. И според тоа ние да си го прилагодиме нашиот начин на исхрана. Значи треба да се храниме здраво, а со калориите тука све зависи од нашите потреби. Нормално дека еве зеленчукот има помалку калории и треба да знаеме дека хамбургерите, значи мрсната храна имаат многу повеќе калории од него, значи некое месо пример да се спреми варено, ќе има многу помалку калории од него, нели да го пржиме. Тоа треба сите да го знаеме поради тоа што мора да ја разликуваме здравата и нездравата храна. На крајот од денот е битно да се храниме здраво според значи калориите кои ни се потребни нас во текот на денот. Се е различно. Значи се е индивидуално. Многу личности избегнуваат да тренираат и се водат според диети.
Дали диетата е, да кажеме, еве, може да се ослабе преку држење на диета ако не се тренира? Да, секако. Додека све се врти околу тој калориски дефицит. Значи, се додека сме во калориски дефицит, без разлика не мора да се вежба, може да биде тоа само пешачење, значи на тој начин да се трошат калориите. Да, сепак може и само преку исхрана да се ослабе, но според мене и општо начин најдобро е да имаме и тренинг тука. Значи, заедно со таа диета, да речеме, да имаме и тренинг. Сара, би сакала да те прашам колку е важен сонот? Сонот е многу важен, фактички одморот не е најважен, поради тоа што доколку сакаме да направиме некој резултат, доколку немаме добар рекавери, односно додека немаме добар одмор, нема да имаме резултат. И општо сите знаеме дека мускулот општо се развива, значи додека одмараме, не додека го правиме тренингот. Би сакала исто така да те прашам уште едно интересно прашање, а тоа е мажите секогаш се фокусираат кон изградување на мускулна маса само на горниот дел, а жените почесто се фокусираат кон изградување на мускулна маса на долниот дел. Зошто е тоа така и дали треба да се има комбинација од двете или пак сепак треба да се посветиш само на едно нешто кога тренираш? Секако, значи треба да се посветиме на двете. Еве ние како жени, значи треба да го вежбаме и горниот дел, кој ќе ни помогне исто, значи горниот дел за да го изградиме долниот. Треба секогаш, значи да имаме тие пропорции, а општо и кај мажите, значи кај мажите исто се нормално е дека они малце повеќе ќе се фокусираат на горниот дел, а ние повеќе на долниот, но сепак треба значи и горниот и долниот дел исто значи да се тренира. Кажа дека со тренирањето на горниот дел се фокусираш кон долниот. Да, како е тоа? Поради тоа што значи имаме ние некои вежби, значи комплексни еве да ги речеме и општо, значи вежби за долниот дел на телото каде што ни се потребни рацете, значи еве како што е RDL или Romanian deadlift, каде што држиме нели тегови во рацете, доколку рацете не се доволно јаки, тие ќе откажат пред да откаже мускулот на нозете, но тука имаме пак помош, имаме страпс кои се врзуваат за теговите, кои ни фактички не спојува раката со тегот, кои ни помага значи да можат рацете да издржат, да го држат тегот, бидејќи нели и мускулите на долниот дел нас, значи можеме да работиме со таа килажа. Затоа треба значи се јакне и горниот дел, не е само ради тоа, но и те припомага да и при тоа да. Сара, ке можеш да ми кажеш кој е твој омилен тренинг? Па, искрено, мој омилен тренинг моментално е кардио тренингот. Значи, јас во последно време многу сакам да правам кардио. Јас го правам на трака, на угорница. Значи, тоа моментално ми е во комбинација со вежби за стомак. Тоа моментално ми е омилен тренинг, што јас порано да ме прашаш ова прашање, немаше значи да си поверувам дека ќе го кажам, многу не ќе да правам кардио, но сега многу сакам и што и тренингот за задник ми е омилен. Да, кога сме веќе кај кардио вежбите, како е најдобро да се постигнат резултати? Имам слушнато нешто, но не знам дали е точно тоа, дека треба да се намести траката на 40, да се подигне малце нагоре траката, но не знам колку е точно, еве дали можеш да ни објасниш. Па, значи, битно е, пак ќе се врзам до тоа да трошиме калории. Според мене, лично, значи, кардиото треба пример не мора да е трака. Треба да го одбереме она кардио што најмногу ќе ни одговара, што највеќе ќе сакаме да го правиме. На малце подолг пример нели временски период кој што ќе ни одговара да го правиме, да не ни представува толку многу проблем. Значи да го одбереме дали тоа ќе биде толчак, возење ролерки, еве ја лично многу сакам да возам ролерки, дали ќе биде тоа нели толчак, возење ролерки, орбитрек, значи било какво кардио што ќе нели ќе сакаме да го правиме. Да, додовме до заклучок дека е многу важно физичката активност, да, тоа е многу важно. Физички, дури само пешачење да биде, значи било што. Да се вратиме на темата тело до лето. Дали можеш да ми објасниш еве на пример кои вежби може да ги правиме дома доколку еве не можеме да отидеме во теретана? Па, пак све зависи која е целта. Може да правиме, има доста вежби што може и дома нели да се прават, фактички да се импровизира, како вежбите што ги правиме тука, да се импровизира и дома. Можеме со мали тегови, значи да вежбаме, може со своја килажа да вежбаме вежби за стомак, но сепак им доста активност доколку е нели да се намалат масти. Значи добра исхрана, вежби, значи дали со своја килаж, дали со помош, нели, со тегови и секако активност, некоја кардио плюс да се додаде. Дали имам видено еве на интернет страници дека еластиците ги менјаат теговите. Дали е тоа точно? Не ги менуваат. Може да припомогнат, нели, нормално, поготово во домашните услови може да се користат, нели, но сепак тек си е тек. Така да, јас би одбрала тек пред еластикот. Како да знаеме кога точно да ја зголемиме килажата со употребување на
Па да, веќе чим правиме од 10 до 12 повторувања и не е лесно, нели, кога ќе завршиме со вежбата, треба веќе да зголемуваме килажата. Значи прогресивно цело време треба да се зголемува. Значи веќе чим правиме 12 до 15 повторувања со истата килажа, веќе може да ја зголемиме. Веќе е време за поголема. Да, но еве на пример ако сме почетник, нели треба да употребуваме помали, да. Прво секогаш се почнува значи со помала килажа. Значи веќе чим видиме дека и формата сме усовршиле на таа вежба, чим веќе видиме дека не се заморуваме, едноставно правиме доста повторувања, може да се покачи. Но сепак еве, значи предложувам сите почетници да почнуваат значи со помала килажа. Да не земаат веднаш одма големи килажи, поради тоа што многу лесно може да се дојде до повреда, поготово и во овој спорт, значи работиме со тежини, мора многу внимавање, препорака значи да си земете фитнес тренер кој ќе ви помогне барем на почетокот околу тоа. Ние ќе правиме една мала пауза со Сара, додека правиме таа мала пауза, може да го проследите прилогот и да видиме какви вежби јас и Сара заедно ќе изведуваме, а тоа се вежби за нозе и глутеус. Моментално се наоѓаме во PowerFit теретаната, каде што Сара Милеска е персонален женски тренер. Тука сме да ја прашаме денеска која ќе биде првата вежба која што ќе ни ја покаже. Здраво, Сара! Здраво! Прва вежба денес ќе ни биде хип траст. Ќе ја направиме тука на оваа клупа, ќе користиме шипка и тегови на неа. Со оваа вежба ќе ги активираме мускулите на задникот. Ова е комплексна вежба и јас препорачувам да се прави прва. Сара, направивме првата вежба, кажи ми која е следна наред? Следна наред или втора вежба е RDL, Romanian Deadlift, неа ќе ја направиме втора, таа ги активира мускулите на задникот и на задната ложа. Сара, морам да ти признам, ја уште од втората вежба се уморив, кажи ми која е следна наред? Следна вежба ни е лег прес, ќе направиме трета, ќе направиме 3 серии по 10 повторувања од неа, а потоа идеме на изолацијски вежби. Сара, стигнавме до четвртата вежба. Да, ова е четврта вежба, изолацијска за задната ложа. Со неа ќе ја изолираме задната ложа и сме при крај. Ќе направиме после уште една и завршуваме. И Сара, конечно стигнавме до последната вежба. Да, сега ќе направиме кикбек, ќе ги користиме овие ленти за да ги закачиме доле на нога и од оваа можеме да направиме 2 серии по 10 повторувања од нога.
Живели ми направи еден протеин, сега малце да наздравиме и да се напиеме. Така е, на здравје. Кажи ми, колку е битен протеинот како внес во исхраната додека се тренира? Многу е важен и обавезно мораме да внесуваме протеини. Доколку сакаме мускули, мора да пиеме протеин или мора да внесуваме протеини општо, дали од месо, јајца или доза протеин после тренинг. Кажи ми само и уште едно прашање, колку е битно освен протеинот, знаеме дека има уште некои суплементи како што се креатин и останатите други суплементи кои што спаѓаат во оваа бранша, колку е битно да се внесуваат, кои се добри, кои не се добри? Па искрено, овие што се суплементи општо и како креатинот, pre-workoutот, глутаминот, сите се убави да се внесуваат, сите се на свој начин добри. Значи, убаво е да се внесуваат и треба, но не е морално. Може секако да се направи резултати без нив. Ајде сега да наздравиме и да се напиеме протеинче. Сара, сега покажавме како изгледа еден тренинг за нозе и за глутеус. Кажи ми, дали може да се комбинираат тие два тренинга заедно во еден ден? Да, може да се комбинира, фактички да се направи тренинг цел за долниот дел од телото. Колку е важно да се вежба ева во текот на една недела, бидејќи ако го спомнавме горниот дел на телото, како можеме ева да распоредиме една недела, како може да ни изгледа тренингот по една недела? Па сепак тука ќе мора, значи да кажеме, еве, за почетниците доволно е реално да вежбаат од 3 до 4 пати неделно, затоа што сепак ни е многу важно, значи паузата измеѓу, односно нели одморот, за да имаме опоравок добар. А доколку еве вака некој е баш во тренингот, може да вежба слободно и 5-6 пати, значи во неделата. Све зависно од човек до човек. Инаку за да се распореди, можеме 2 до 3 пати да го вежбаме долниот дел на телото, додека пак исто може 2 пати да го вежбаме и горниот дел. Може да го поделиме горниот дел, можеме и горниот дел да го вежбаме цел, заедно со стомакот, а може и долниот дел посебно, значи задник, посебно нозе, но може и цел долен дел да вежбаме. Пак све зависи од... Дали, например, ева во една недела, ева, ако кажеме дека тренираме 4 пати во текот на една недела, тоа да бидат понеделник, вторник, среда и четврток, дали може, например, да се подели тоа да биде понеделник и вторник да се вежба долен дел, среда и четврток горен, или треба да имаме понеделник горен, вторник долен дел од телото? Да. Сепак е многу важно, значи да направиме пауза, за да имам нели мускулот време да се одмори, фактички да не ги ставаме долниот дел по долен дел, значи да не вежбаме 2 дена долен дел. Пример, ако вежбаме 4 пати во неделата, понеделникот, првиот тренинг, може да не биде нозе, а веќе вториот може да не биде горниот дел. Додека пак третиот тренинг може да биде задник, значи да имаме убаво простор измеѓу, за да може да се одмори нели мускулот. Сега би сакала да те прашам едно многу интересно прашање, бидејќи знам дека и публиката ќе сака да го слушне овој одговор. Многу жени кои што вежбаат се жалат дека не може да го изградат тој горен мускул на задникот. Како може да се изгради и со кои вежби може да се изгради тој мускул? Горниот мускул на задникот, значи општо за целиот задник, значи да не се активира, мора убаво значи да направиме еден комплетен тренинг каде што ќе активираме сите три. Пример за тој горен мускул можеме да правиме кикбек, можеме да правиме на сајли каде што влечеме нели со ногата, таа ја прикажавме нели во видеото. Значи таа е одлична вежба во комбинација и со останати комплексни како што се нели хип траст, ардел, значи во издолжена позиција, така да во комбинација ќе се изгради тој дел заедно со другите. Колку време е потребно за да се направи да се изгради еден убав затегнат задник, да кажем? Тоа прашање многу ми го поставува, значи се зависи од дисциплината нели на девојката која сака, нели колку сака, значи се зависи од девојката, никој не може точно да определи значи за колку време, но сепак доколку е како што треба, сигурно за некои 3-4 месеци ќе види добар убав резултат. Би сакала да те прашам едно прашање лично кое што е за тебе. Кажи ми колку клиентки имаш ти во текот на еден ден? На еден ден и вкупно колку клиентки имаш? Вкупно максималниот број, јас го кажувам како сесија некоја, значи вкупно колку што можам да имаме 15. Тие обично местата се задржуваат кај мене со резервација. Поради тоа што јас имам клиентки што многу долго, значи тренираат со мене, така да се задржува со резервација, они се вкупно 15. Сите се нели еден на еден, но имам некои групни тренинзи. Така да 15 девојки, но во текот на денот имам од 9 до 10 клиентки дневно, така да се зависи значи од денот. Обично кога сум втора смена, тогаш имам повеќе клиентки.
Кажи ми колку време држиш ти тренинзи во твојата теретана? Јас во Powerfit теретаната држам тренинзи веќе 6 години, добри 6 години и сум константно со клиентки, тука сакам да се заблагодарам на сите мои клиентки за прекрасната доверба. Знаеме дека постои годишна граница, па би сакала да те прашам кога е најдобро да се започне во теретана? Па, како годишна граница, ние овдека кај нас во теретаната во Powerfit имаме многу млади, што исто не радува тоа многу, затоа што почнаа многу деца да доаѓаат во теретана. Моje мислење е што можат порано да ги донесат децата, со разговор со тренер, да почнат да работат со тренер кој ќе им помогне, кој ќе внимава на нив, за да не се повредат, поради тоа што знаеме дека мора да внимаваме на килажата, да избегнуваме максимални повреди, така што од прилика некои 14 години веќе може да доаѓаат, што е до мене може и порано, доколку еве може да зема тренер додека внимават или па работат со своја килажа, слободно може. Кај нас во нашата теретана немаме некоја граница, но сепак по младата возраст мора да си побара тренер или пак помош, не мора да е тренер, но помош. Дали помладите вежбаат со килажа или пак без? Па зависи, имаме тука кај нас и што работат и со килажа, многу пофалби за тие деца, одлични се, супер се внимаваат, коректни, дисциплинирани, културни, така да има и со своја килажа што вежбаат, има и со тегови. Кога сме веќе ке младите, дали ако младите започнат порано да тренираат, да се заинтересираат во еден тренинг, да го исполнат нивниот живот со тренирање, дали мислиш дека избегнуваат повеќе лоши навики? Да, дефинитивно. Ние затоа и сме радосни што еве ги гледаме тука кај нас во теретаната. Дефинитивно избегнуваат, се дружат со луѓе спортисти, се во таква околина, стекнуваат навики за понатаму, така да тоа е одлично. Најдобра работа што може да направат е да се занимаваат со спорт, не мора да е теретана, но било каков спорт. Поради тоа што знаеме дека денес децата се цело време пред компјутери, телефони и мислам дека од клучна важност е да посетуваат спорт. Еве и препорака до родителите, кои да ги запишат децата на било каков спорт и доколку дојдат еве кај нас во теретана да побараат помош, консултации, да не викаат детето е уште мало, слободно може да го донесат, па ние тука ќе помогнеме и ќе видиме. Еве, Сара, повторно да те прашам како за последно прашање, бидејќи сепак имаме 2 месеца до почеток на летото. Кој е твојот совет? Како може да се постигне тело? Прво сакам да кажам да не се базираат само на лето, нормално е од како ќе помине летото да си продолжат да си одат во теретана, да стане тоа нивна дисциплина, да им се вреже некоја љубов во нив за овој спорт. Но сепак еве, мојот совет нека почнат што побрзо ако можат во теретана, да користат и тежини, но и да бидат доста активни, да бидат ете доколку е слабење, што најчесто е тоа проблемот, да бидат ете во тој калориски дефицит, да јадат здрава храна, избалансирана и многу да бидат активни. Сара, ти благодарам уште еднашка за искрените одговори. Мислам дека ги одговоривме сите прашања за кои што публиката ја интересираше. Тоа се сонот, спортот, здравјето, исто така и исхраната, а ние се гледаме во наредно издание.